Во четврток Штип ќе пулсира во знак на Тоше Проески. Цел ден ќе биде исполнет со хуманост, музика и емоции. Градот по втор пат ќе му оддаде чест на човекот што остави трага која не се брише. Како што денес најави организаторот Горан Стаменков, уште во утринските часови ќе се спроведе хуманитарна крводарителска акција под мотото Биди хуман како Тоше. Дело што го продолжува неговото несебично срце. Вечерта вистински спектакл. Од 20 часот започнува големиот концерт, отворен со хорската изведба на дечиња од Штип, а веднаш потоа настапи од 16 македонски артисти. Специјален гостин на вечерта е Александра Радовиќ, која ќе настапи со изведби од репертоарот на Тоше, во негова чест од срце. Текот на денските часови, поточно од 10 часот до 16, овде во Домот на млади ќе се случи хуманитарна крводарителска акција под мотото Биди хуман како Тоше. Сите знаеме колку беше хуман тој и каква мисија имаше, па сето тоа на еден мал начин да го продолжиме. Значи, поканете се сите крводарители, сите оние кои сакаат и можат да даруваат од скапоценната течност, да дојдат и да го сторат тоа во период од 10 до 4 часот. Потоа вечерта стартува официјалниот, така да кажем, дел од концертот. Го отвораат дечињата од детскиот фестивал Весело штурче, нешто слично како лани, со хорска изведба на две песни од Тоше. Потоа следува започнува концертот, како што најавивме дека Бени ќе го отвори. Освен Бени настапуваат уште 15-16 други артисти од Македонија и како да не речем гостин или специјален гостин, годинава успеавме да договориме српската пејачка Александра Радовиќ, која со драго срце ја прифати поканата и исто така како и нашите македонски артисти ќе настапи со неколку песни од Тоше. Топла покана до сите граѓани, упати и останатите кои се дел од организацијата за овој концерт, како и музичари кои денеска директно од Штип го најавија настанот. Ја ги поканувам сите оние кои може да дојдат во што поголем број, да се поминат релаксирано, убаво, да видат една убава програма, да се подсетиме на се она што он го пееше. Горан спомена дека беше голем хуманитарец, тоа е точно. Само затоа што беше така и воспитуван. Веројатно тоа име не денес многу познам хуманитарци луѓе кои што се спремни да споделат. Така да ете, во негова чест, во чест на неговата музика и неговата оставштина би било паметно да дојдат. Впрочем и дел од средствата ќе бидат инвестирани во реконструкција на улицата. Така да имаме повеќе позитивни моменти кои се обединувачки и ни ја формираат сликата дека таа вечер, ете, ако можам ја да дојдам од Скопје без Штипјани, не сакам да правам молет, ако може тука да бидеме сите заедно во тоа име. Инаку во четврток Штип ќе пее, ќе дарува и ќе се сеќава, со љубов како што Тоше живееше. Вратите се отворени од 19 часот и 30 минути во Дом на млади во Штип. Делото на Тоше продолжува.